Емилија Спасовска-Мојсовска, нутриционист, мој прв гостин за денеска. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата и се надевам дека оваа денешна тема ќе допре до многу луѓе, па и ќе извлече поука од сето она што ние нутриционистите го разговараме во поглед на здравиот и избалансиран начин на исхрана. Како да се справиме со оние предизвици кои што ни се секојдневно. Да, прво ќе посветиме внимание на диабетичарите. Би сакала да им дадеме примерно внимание, но и за сите останати кои што премногу внесуваат шекери. Јас не знам летниот период дали можеби овошјето некако повеќе се зголемува потребата за внесот на овошје, но рамномерно и со тоа се внесува потребата и за внесување пример на сладолед и на сладките задоволства и како да излеземе на крај со сите тие предизвици, но ајде со ред. Примерно и клучно за луѓето со диабет е правилната исхрана. Што значи тоа? Секако, не само за диабетичарите, општо ќе кажам, а тоа важи и за диабетичарите. Значи, независно дали се диабет тип 1, тип 2, дали имаат метаболен синдром, односно метаболен синдром подразбира група на здравствени состојби, како што се покачен крвен притисок, како што е инсулинската резистенција, холестеролот и триглицеридите, кои што се нивото заедно со диабетот. Заедно, доколку постои ризик фактор, односно доколку постои три параметри од овие што ги набројувам, дека постои можност за сериозно нарушување на здравствената состојба и развивање како диабет, како висок крвен притисок со овие параметри. Така да и вишокот на килограми е една од причините, обезноста е една од причините за развој на некакви хронични, незаразни заболувања, како што се овие, вклучувајќи ги и диабетичарите. Што е клучно за исхраната кај диабет, па и кај останатите? Важно е да се внесува храна која што е избалансирана. Многу често тоа го говориме сите ние и стоиме за тоа, бидејќи на тој начин кога внесуваме храна која што има појадок, ручек, вечера и ужинки, внесот на овошјето кое што е во ограничена количина, како и за диабетичарите, така и за сите ние останати кои што сакаме да имаме здрав начин на исхрана, правиме баланс во поглед на гликемиите. Не даваме осцилации за шекерите, набрзо скокање нагло скокање на гликемиските единици, па потоа спуштање нагло, каде што се појавува поспаност, замор, летаргичност, па дури нерасположеност. Сето она кое го имаме ние во пракса, како нутриционисти и го препорачуваме на клиентите е да имаат избалансирани оброци, да го намалат стресот и цигарите. Колку може сето тој пакет да се исполни, но мислам дека клучен предизвик за граѓаните опште како да си го организираат денот во поглед на оброците, можеби веројатно ќе советувате дека најпаметно да си ги подготват од дома и да си го испланираат денот, ако денот е динамичен, работен како за повеќето. Да, бидејќи многу често кога зборувам со моите клиенти, кога ќе се обратат кај мене, потребна е крвната слика да видиме дали има некој од параметар во крвната слика кој што ескалира. Најчесто холестеролот и триглицеридите кога ќе дојдат се покачени, вика тоа со години кај мене се случува да е покачен холестеролот или триглицеридите. Меѓутоа не се пие никаква медикаментозна терапија и не се воведува здрав начин на исхрана, тоа може сериозно да го наруши здравието. Потоа се случува покачен крвен притисок, кој што исто така е занемарен. Па шекерот бил 7 во поглед на референтната крвна слика, мало отстапување и сето тоа е група на ризици, односно метаболен синдром кој што може да дојде до развој на диабет или кардиоваскуларно здравје. Доколку се остане доколку не се решава ништо. Секако ќе кажам дека појадокот, ручекот и вечерата треба да се секојдневно, да не се изобилува со храна колку и да е таа во рамките на она што ние го препорачуваме, да не се прејадуваме, да имаме чести и помали оброци во текот на денот и да не забораваме да се хидрираме, бидејќи водата некогаш е лек наместо храната. Подобро е некогаш да пиеме вода, наместо да го имаме појадокот или ручекот, меѓутоа тоа не треба да е таква навика. Сакам да кажам дека водата прави баланс во нашиот организам, бидејќи се случуваат многу биохемиски процеси кои што се клучни, а водата е клучен параметар во тоа. Сите оние биланси кои што ние ги имаме, како што се
протеини, јаглехидрати, масти, сето тоа треба да го внесе еден диабетичар и ние како здрава популација кои што за жал веќе многу често доаѓаат луѓе кои што имаат веќе проблем и некаква состојба. Таа состојба може да се реши многу полесно. Некој параметар кој што кажува ризик, наместо ризикот веќе кој што се развил од диабет или висок крвен притисок, кој што веќе е вклучена и терапија. Добро, кога е водата во прашање, верувам дека не ја советувате веднаш по оброкот. Водата ја советувам веднаш по станување. По станување, добро. Потоа да има еден сок кој што ќе направи една промивка на дигестивниот систем, ќе го разработи дигестивниот систем, ќе се додаде сусамово, маслиново масло или кокосово во водата, кој што ќе даде маст, која што е нетрансмасти, односно масти кои што се, и тоа како корисни да ги внесеме во нашиот организам, бидејќи е храна за мозокот, и да се додаде портокал или лимон, ако некој има проблем со дигестивниот систем, не мора да додаде или портокал или лимон или не е љубител на овие цитруси. Или можеби има тегоби. Така, има тегоби, да. Сепак е индивидуално или да кажам тоа е нешто што треба да се советува со нутриционист доколку има други здравствени ризици, дали треба да го пие или не треба тој сок. Меѓутоа цитрусните плодови во водата даваат една алкална вода која што го разработува дигестивниот систем, дава витамини и добар старт во текот на денот. И она што да се надоврзам на тоа што го рековте, водата непосредно по појадокот и ручекот треба да биде заборавена, но не и во текот на денот, бидејќи по појадокот и по ручекот, по било кој оброк во текот на денот, треба да се направи пауза за ензимите да сварат таа храна што ние претходно сме ја внеле во нашиот организам, да не го забави варењето на храната, таа вода да не ги разреди ензимите. Кога сме веќе кај тоа што грешиме, што правиме како што ни годи за нашето здравје, кои се грешките кои што најчести кои што диабетичарите ги прават? Па општо и диабетичарите и сите останати по ручекот имаат потреба за вода, ќе се напијат вода и многу често по главниот оброк или ручекот зимаат десерт благо. Значи, тука имаат потреба некако... Кој десерт им е дозволен? Така, независно, значи, кога ќе дојдат на режим на исхрана, веќе тоа се елиминираат оние прости рафинирани шекери и се прави замена за благо. Тоа може да биде направено со јаткасти плодови, па со урми, не ке диабетичарите, бидејќи нели процентот на шекерите се наоѓаме рецепти за диетални благи колачиња кои што нема да прават ескалирање на гликемиите, меѓутоа и тоа како може рафинираниот шекер и оние прости шекери и чоколади кои што се купуваат во маркетите, а не се читаат декларациите, може сериозно да го нарушат здравието, така да се наоѓа соодветна замена кој што тој шекер кој што ни правел таква завист во нашиот организам, бидејќи оние прости шекери прават неверојатна завист на уште да бара организмот шекер кој што е навикнат, така да кога ќе направиме соодветна замена и ги имаме оброците, шекерите и единиците на самиот пациент, знаат и тоа да бидат после 5 до 6 дена, од кои што имале осцилации, и во текот на денот, нели, мерењата пред појадокот, по појадокот, 2 часа, кога ги мерат единиците, навистина имаме добри резултати. Значи, се е во балансот на исхраната, како и балансот во стресот, колку што се може, и не е забранета, напротив е препорачлива физичката активност, барем пешачење од 30 на минути, не треба нели тешки интензивни тренинзи да бидат, него пешачењето секогаш треба да биде препорака, са не во летните температури кога е најтопло, меѓутоа не треба да се најдат изговори. Добро, што е со оние диабетски пријателски намирници, многу се популарни, некако се популарни и кај граѓаните кои што немаат никаков здравствен проблем во поглед на диабет, и едноставно им се начин на кој што тие ќе одржуваат телесната тежина, под наводници тука ставам, и ќе слабеат. Исто под наводници. Така, колку се тоа, значи, јас секогаш практикувам оброците кои што ги препорачувам да бидат од наше подневје намирници и наши класични. Додека зборувате баш да ти пазарите ни изобилуваат од бои,
Веројатно треба повеќе да ги посетувам. Така, силно што треба да внесеме е храна која што е свежо, со свежо овошје и зеленчук, кој што изобилува со свежи ензими. Да. Меѓутоа, оние благи диететски, односно диетални благи колачиња или десерти, секогаш треба да обрнеме внимание на читање етикети, за да видиме оние скриени шекери, не го правиме. Да. И да, ова е во делот на здрава храна и е здрав оброк или десерт. Меѓутоа, треба навистина да ги читаме етикетите, да знаеме што стои во позадина, а знаеме адитиви, засладувачи кои што се во висока количина, застапени во такви производи и може сериозно да го нарушат здравието. Добро, ги споминав, да, извинете, ве прекинав, ги споминавме пазарите и вие ги посочувате дека таму треба да ни биде изборот. Би рекла, житариците, кои што се со цели зрна, односно овесот, пченицата, јачменот, потоа просото и хеидата веќе ни се намирници кои што ние нели си ги прифативме и често ги препорачувам и обично ќе кажат јас просо папагал или сум да јадам, ама тие што го кажале тоа, најомилен оброк им е просото или таков тип на житарица како што е и хеидата. Целото зрно има неверојатни витамини и минерали и нема гликеми и осцилации во шекерот на крвта, односно го одржува стабилно нивото на шекери, па така да може да се направи од овие житарици и блага варијанта и солена варијанта, а тоа значи овошјето, кое што е јаболко, базните овошје кои што немаат високи гликемии. Добро. Или доколку има ананасот и лубеницата, нели покрај тоа што има 80% вода, има и шекери, не значи дека е забранета намирница за диабетичарите. Нели би било жално да не проба едно парче. Меѓутоа, кога имаме оваа чаша вода и циметот прави нивелирање на осцилациите на шекерите, оскокнување на шекерот во крвта, така да може да се проба разумно и во текот на делот кај што е денот на ужинка, делот кај ужинка со вода, јаткасти плодови и овошјето. Ги ја споминавте лубаницата, но што друго да се избегнува? Претпоставам дека тука ананасот ќе го посочите. Ананасот секако. Да. Оние овошје кои што имаат висок гликемиски индекс, ги има повеќе, меѓутоа нели некако нехумано е да ги забраниш на диабетичарот, меѓутоа ако се храни здраво и е под надзор на нутриционисти, ако јас знам денеска што сум дала на дневното мени или неделно мени, така да едно овошје, дали е портокал, ајде, може да е слива или круша, ако има цимет или јаткасти плодови, нема да има големи осцилации. Секако овошјето, нели знаеме дека содржи одредени шекери кои што навистина може да дојде до скок на шекерот, меѓутоа кога веќе е направен баланс во текот на денот, да ги нема тие пикови, верувајте дека е безбедно да се проба од се по нешто. Така да јас стојам цврсто за тоа дека нема забранета храна, освен храната која што е преработена, храна која што се чипсови, чоколади, кока-кола која што има аспартами или адитиви кои што навистина свесно знаеме дека се храна која што сериозно го наштетува здравието, ама храна која што како што кажа на пазарите, овошје зеленчукот веќе е безбедно и за диабетичари и за сите, освен некој зеленчук кој што навистина му попречува на некој пациент, меѓутоа нема забранета храна која што може да направи големи промени или проблеми на еден човек кој што има диабет, ако е разумно и балансирано во текот на денот. Емилија, што е со сите оние кои што ќе сакаат да го прекинат внесот на шекери од денеска за денеска? Така, внесот на шекер за вчера, како што велам. Така, да. Внесот на шекери е многу опасно во текот да немаме намера да го прекинеме, односно да ставиме А како се прекинува? Веднаш и наеднаш, значи готово толку. Тоа е во ред ли за нашиот организам? Вака, покрај би ги кажала наглото прекинување на шекерите
тој шеќер кој што постојано го внесувале тие рафинирани шеќери ствара завист во нашиот организам и прекинувањето не е лесно како било која зависност. Дали е цигари, дали е било која некаква лекови кои што ги примаат луѓето и е зависен организмот и нели треба етапно. Тоа зборуваме, тоа станува збор за лековите, нели, да си ги прекинат етапно. Меѓутоа за шеќерите, простите шеќери не важи така. Добро. Ќе се случи 2 до 3 дена да имаат луѓето замор, малаксаност, анксиозност, може да се случи, осцилации во шеќерите, треперење на телото, може би е главоболки, да се појават, меѓутоа на тој начин ние правиме, иако веќе сме одлучиле да имаме здрав и избалансиран начин на исхрана, правиме еден детокс на организмот. Јас многу често на клиентите им кажувам, детоксикација и алкализација е многу тесно и поврзано, затоа што кога ќе елиминираме све на организмот што му представува атак за развој на метаболен синдром и хронични незаразни заболувања, па да кажем и канцерот со нездравата храна, па и генетската предиспозиција доведува до такви заболувања. Со што да го замениме во првата линија? Шеќерите ќе ги елиминираме, има соодветна замена, како што кажав, благи десерти кои што и бомбици многу лесно може да ги направиме, па нели правиме рецепти кои што може да има да си направиме чоколада од јаткасти плодови, кои што може да направиме бомбици, може да има внесено се кои што тука е сувото овошје како замена. Сувото овошје, јаткастите урмите ги споминавте. Може да урмите, свежото овошје, се она кое што може да биде во здрава варијанта и 1 до 2 јаткасти, 1 до 2 бомбици во текот на денот ги задоволуваме потребите. Таа завист од простите шеќери, па од 2 до 3 дена верувате дека нема да имате потреба и многу полесно, поубаво се чувствувате со енергија, затоа што таа е привидна енергија од простите шеќери. Тој завист не врти во еден круг кој што нема назад, ама има начин да го прекинеме и ништо не е опасно и страшно, напротив е добро за нашето здравје. Само храбро. Само храбро да одлучете се. Благодарам Емилија, благодарам за разговорот денеска. Опфативме на брзина клучни важни теми кога е диабетот во прашање, но не ги запоставивме и останатите кои што веројатно треба да потсетиме дека летниот период, зошто да не биде период кога ќе ставиме црвена линија на внесот на шеќери. Така, апсолутно, затоа што имаме замена. Затоа можеби ќе биде полесно. Мора да се направи некаква промена, дури кога ќе дојде проблемот веќе не е доцна, меѓутоа зошто да го пропуштиме шансата за нашиот организам да трае долго време здрав. Така ги споминавме пазарите, овошјето и зеленчукот, нека бидат тие нашиот избор. Благодарам за гостувањето. Со задоволство.